Време е за уште едно видео на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Се ближи крајот на сезоната и веќе во повеќето фудбалски шампионати познато е речиси све. Меѓутоа остануваат два фудбалски шампионати кои што ќе бидат решени викендов. И ова е последно коло на Фантази Премиер Лига. Да видиме кои пет ќе завршат на првите 5 позиции на лигата која што организиравме заедно со веб-сајтот sportski.mk и кој ќе освои награда. Значи потсетуваме, првиот освојува 100 евра, вториот 50 евра, третиот 30 евра и четвртиот и петиот символично блузон и мајца. Ајде прво да одиме со фантази. Значи, што се однесува до мене и мојата екипа, мора да кажам дека минатото коло бев катастрофален, 35 бола, меѓутоа ја ги изгубив шансите за пласма на првите 5 позиции уште пред неколку кола, така да и покрај тоа што ја направив wild картата, не успеав да се вратам. Тоа е тоа. Ова коло што ќе правам јас? Ајде прво да го направам трансферот, па да видиме кои се со најголеми шанси за освојување на тие 5 награди. Што да направам? Може да не направам ништо реално, затоа што тоа е тоа. Ама ајде вака ќе направиме. Ќе го дадам Сесењон, а ќе го земам Мурилјо од Nottingham Forest. И тоа е тоа. Значи, толку од трансферот. Капитен ќе ми биде Де Брuyн, последен надпревар мој за Манчестер Сити, така да мислам дека ќе сака да одигра на едно високо ниво. Со тоа што ќе искористам и бенч буст, односно сите тројца, односно сите играчи што ги имам во тимот, без разлика дали се на клупа или се во првиот тим ќе ми носат болови. Не знам зашто до сега ова го немам искористено. Искрено. Ама, добро. Последно коло ете. Го искористив и тоа е тоа. Ајде вака, да видиме што ќе се случува во нашата лига, sportski.mk. Прв, ФК Чаир. Втор, ФК Миравци. Трет, Одаме Јако. Беше прв или втор, сега има пат, значи. Морис ФК. Четврти и пети, кога тоа преде Штаплер, така нешто, небитно. И меѓутоа не се само они со шанси за првите 5 позиции, туку има негде до 10-то место, па и можеби нешто и подоле, имаат шанси за да, ако има добро коло, успешно коло, да бидат на една од првите позиции. Така да ќе биде интересно, искористете ги сите чипови што ги имате до крај, затоа што 100 евра не се малци, па и 50 и 30. Ајде, мајци, блузон. И тие ќе се најдат, меѓутоа 100 евра се 100 евра. Добро, тоа е тоа. Последно коло на Фантази Премиер Лига ќе снимам уште едно видео до крајот, со тоа што да видиме како ќе кои ќе ги добијат овие награди, може ќе снимам и за кои ќе ги даваме наградите и така натаму. За се тоа ќе бидете информирани во следното видео. А ние продолжуваме со фудбалските лиги. Фудбалскиот викенд усвари ќе почне во петок, кога ќе го дознаеме новиот фудбалски шампион на Серија А, Наполи или Интер. Значи, после минатото коло и оние две ремија на Интер и на Наполи, треба да се случи светско чудо за Наполи да не ја освои титулата. Играат со калјари дома и ќе тепаат. И во тој случај, Интер дури да победи против Комо на гости ќе биде џабе. Ако ништо друго, тука е шансата за титула во Лигата на шампиони. Интер игра финале со Пари Сен-Жермен и ќе освои. Премиер Лига, сите надпревари се играат во недела, сите почнуваат од 17 часот. Испаднаа Лестер, Ипсвич и Саутемптон. Ливерпул шампион, Арсенал во Лига на шампиони. Сега се барат уште 3 екипи кои ќе играат во европската елита следната сезона. И да, тука е Тотенхем кој ќе игра во Лигата на шампиони следната сезона, но затоа што тепаше во Лига Европа. Значи Англија ќе има 6 екипи во Лигата на шампиони следната сезона. И тоа се случува за прв пат во историјата една земја, една лига да има 6 представници. Сити е трет со 68 бода, а Нотингем на 7-то место има 3 бода помалку. Меѓу нив се Нјукасл, Челси и Астон Вила. Сите сакаат во Лига на шампиони. Сити игра со Фулам, Нјукасл со Евертон, Манчестер Юнајтед игра со Астон Вила и директната битка Nottingham Forest Челси. Ако овие последниве одиграат нерешено меѓу себе, нема за нив Лига на шампиони, но под услов другиве да тепаат, ќе тепаат. На крај, ако треба да типувам,
Во Лига на шампиони следна сезона ќе одат Манчестер Сити, Нјукасл и Астон Вила, покрај овие Ливерпул и Арсенал. И Тотенхем. А нас си ни остане веројатно уште едно видео со финалето од Лигата на шампиони и со победниците од фантази премиер лигата, да видиме кој ќе ги освои тие 5 награди. Мада после игра и Македонија, репрезентации Македонија, Белгија и Казахстан, Македонија, така да има видео и за тоа. Јас се одјавам. Убав викенд и чао!